Другари и другарки, како што веќе знаеме, во вторник во 20 часот ќе започне новата сезона на Redcast. Ќе бидеме под голем притисок. Очекувајте жестока борба со сите хейтери, ботови, жолтиот печат, медиумите, олигарсите и дебелогазовците. Очекувајте да бидеме линчувани, шиканирани, напаѓани, блокирани. Но никогаш немојте да заборавите кои сме, од каде сме и зашто сме тука. Другари, ние сме Македонци! Од каде сме? Од Северна! Од каде сме? Македонија! Што ќе направиме? Ќе победиме! Ура! 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 Добро вечер Скопје, добро вечер Македонијо, здраво живо македонци. Вие го гледате 17-тото поред издание на Redcast. Секогаш со вас во Redcast е вашиот водител, односно јас, Кирил Трајковски Максим, кој што на вистина се труди да ви донесе убави гости, паметни гости, од кои што може да се извлече поука и да се научи нешто важно во ова општество и во нашиот живот, нели? Пред да го представам мојот гостин кој што повтор пат ќе ни гостува, само сакам да си го поздравам нашиот спонзор Клима Лайф. Дечки, доколку имате потреба од нова клима, обратете се во Клима Лайф на 075-660-092 и нема да сгрешите. Тие се доктори во својата професија и вршат продажба, монтажа и сервис на клими. Доаѓа топли денови и ви препорачувам да си нарачате клима доколку го немате направено тоа и да не се оставите на жешките температури кои што во јуни и јули ќе не утепаат. А сега дојде време да го најавам и гостинот кој што ќе прави реприза во Redcast. Нема многу зборови за него што да се каже, во првиот подкаст го најавив спектакуларно, а сега само ќе кажам два збора, а тоа се Крипто Гемиџија. Добре ни дојде повтор пат, брате. Комесаре наш, како си? Прво благодарам за представувањето, како што знаете и сами, соработуваме заедно со вашиот канал веќе долго време, се надевам дека така и ќе продолжиме. Јас сум екстремно задоволен од нашата соработка околу црвените вести нормално. Како си? Кога се врати од Малта, од топлите краишта? Моментално сум точно 10 часа во Македонија, така да свежо сум, значи уште сум свеж од аеродром и верувам дека нели ова беше една од првите работи кои што ветивме дека ќе ги направиме. Redcast гостување волјум 2. Така да дефинитивно. Самиот кажа 10 часа си во Македонија и право кај нас во студио. Ти благодарам за почита што ни одаваш и што сакаш ете секогаш да се одважиш на нашиот повик за да дојдеш и да раскажеш многу битни работи кои што ги засегаат сите нас, сите македонци низ целиот свет. Комесаре, не си залудно тука во Македонија. На пат е да се случи втората македонска криптоконференција за која доста се збори на широко, а богами нели има и голем интерес и затоа впрочем ја правите. Претпоставам ако немало интерес ти нема да потегнеш конци за да правиш и втора криптоконференција. Ајде малку повеќе да ни раскажеш за тоа. Ти всушност си организатор на самиот настан ивент. Вака, значи ова е, како што гледате и сами, втора ваква конференција од типот на промоција и нормално едукација за блокчейн технологија првенствено. Со тоа што прва да беше организирана претходната година во Прилеп од многу помал карактер, но да не заборавиме нели, основата на нашата едукација е токму тоа, блокчейн и макроекономија. Така да, за жал во Македонија, посебно на македонски јазик, скоро и да не постои, како што веќе спомнавме во првиот дел од нашиот подкаст, не постои таков вид на едукација. Така да се обидуваме максимум, буквално од наш джеб, да организираме колку што може повеќе и да донесеме колку што може повеќе едукација на македонскиот народ. Така да ова се надеваме ќе биде традиција наша која што ќе организираме секоја година. Нормално морам да спомнам дека ова е со коорганизација на Криптофил. Тоа е уште еден канал на англиски јазик од македонец од Прилеп кој што живее во Англија. Така да јас од Малта, он од Англија доаѓаме овде буквално за таа причина и дополнително има уште 4 професионалци во оваа сфера кои што работат во Македонија, кои што ги најдовме, нели се сложија под наше покровителство да на некој начин
изнесат свое излагање околу крипто и блокчейн технологијата, околу она што го работат, така да на 17 и 18 мај во Велес, во амфитеатарот, ќе имаме негде околу 4-5 часа на ден излагање од овие професионалци во блокчейн сферата. Колку дена ќе трае тоа? 2 дена, нели, буквално гледаме да го дуплираме од претходниот пат, значи 17 и 18 и од 6 часот попладне до 11 часот навечер, така да ќе има, нели, и снимена верзија на настанот, али пак ќе кажам на крајот од денот гледавме да биде во центарот на Македонија, кај што е најблиску од сите страни, а да не забораваме на крајот од денот каналот е, нели, Крипто Гемиџија, а Така, поголемиот дел од гемиџиите и доаѓаат од, нели, градот на гемиџиите од Велес. Океј. Ако мораше една држава да стане биткоин нација, целосно да премине на крипто, која држава би ја избрал од светската сцена и зошто би била таа држава, или веќе се прават напори да се случи тоа? Па, да се разбереме, постојат две држави до сега, тоа е Централната Афричка република заедно со Ел Салвадор, кои што се така речено целосно на некој начин организирани на самата блокчейн мрежа. Во Ел Салвадор буквално целосната економија беше трансферирана на блокчейн мрежата во оваа ситуација на биткоин. Значи постои веќе. Да. Значи Ел Салвадор, иако мала земја, успеа да докажат дека првенствено самата земја како земја инвестира голем дел од својот буџет и приходи директно во биткоин и моментално се една од, да речем, најголемите ентитети во светот кои што имаат голема количина на биткоин, а од друга страна имаат и огромен профит, затоа што они буквално купуваат во последниве повеќе од 5 години на дневна база од својот буџет купуваат биткоин. Додека за разлика од тоа во однос на поголемите земји, прва работа која што мораме да ја спомнеме е фактот дека Мурика, знаете и сами, станува збор за Обединетите американски држави, кои што ние нагалено од голема почит ги нарекуваме Мурика, кој го гледа нашиот канал знае, нормално, оправдано. Како и да е, значи Мурика веќе има првенствено тоа е указ донесен од, нели, Трамп, исто така уште една омилена карикатура на нашиот канал. Трамп кој што практично со овој указ направи, така речено, забрана да се продаваат моменталната количина на биткоини, негде околу 200.000 биткоини имаат во физичка, да речем, во старателство практично од криминални действија на одредени актери на нивна територија, значи да не се продава. А веќе постои, не е иницијатива, туку тоа е на некој начин закон кој што е во процедура. Сега, ако не се лажам, се наоѓа веќе на процедура на Сенат, на ниво на Сенат, каде што не само што планираат да ја загарантираат оваа количина на биткоини да биде постојано во собственост на Америка, да не смее да се отуѓи во наредните 10 години и во следните 5 години планираат да купат 1 милион биткоин. Чисто за објаснување за оние кои што потенцијално не знаат, разликата во тоа што го прави на некој начин биткоин специјален е фактот дека има само 21 милион биткоини кои што некогаш ќе постојат. За вие да поседувате 1 милион биткоини, станува збор за огромна количина и огромен процент од вкупната количина на биткоин во оптек, што значи дека они треба да издвојат енормно големи средства за да со оглед на фактот дека моменталната цена на биткоин кога го снимаме овој подкаст е повеќе од $100,000. 104 мислам дека е моментално. Варира. Да, а меѓутоа, ајде да кога сме веќе кај биткоинот, што мислиш, која беше причината да биткоинот падне толку? Сега пред извесен период он веќе надмина 100 и нешто илјади евра и нагло падна, мислам, стигна до 74. Што се случи? Мислиш дека Трамп со доаѓањето на власт имаше голема улога во сето тоа? Па вака сега, значи интересна работа која што мораме да забележиме е дека корекции на пазарот се сосема нормална појава. Значи пазарите никога се движат, ниту се движат само во една насока, во односно нагоре или пак надолу, така. Разликата е во тоа што да не заборавиме, оваа корекција не беше само на ниво на криптосекторот. Значи, ако сте ги следеле, да речеме, економските дејства или економските појави на пазарот, се тоа потекнува од така наречен Black Swan настан, или тоа е практично црн лебед, затоа што е, нели, ретка појава во природата. Дарен Сварновски филмот е многу добар. Black Swan, си го гледам. Точно. Да. Но, за жал, во економските појави, верувај ми, е многу негативна појава. Добро. Така Ќе да, снимат филми за тоа, сигурно. проблемот потекнува од, на некој начин, промената на економските начини на кои што се изјасни, да речем, администрацијата на Трамп во превод. Значи, чисто за да разберете колку беше ова голема промена на економијата.
Значи, во однос на тарифите кои што сега се многу популарни, кај нас попознати како царини, Што ги поведе Трамп, падна берзата скроз, се утер. но зошто? Чисто за македонскиот народ да разбере која е разликата. Ајде. Значи, вакви височини на тарифите кои што беа најавени или царини не се видени во последните 100 години. Значи, уште од пред Втората светска војна не се видени толку високи, да речем, количини или процентуални вредности на тарифите кои што Трамп ги најави. И сега, каде е овдека проблемот? Значи, сите знаеме дека ова е добро, не можевме да знаеме ретроактивно, моравме да поминеме преку целиот овој дел од пазарот. Проблемот е што он тоа го направи со цел да ги застраши и своите сојузници и своите непријатели и да ги принуди на некој начин да седнат на преговарачка маса со многу, како да кажам, понеповолна позиција. Така. И тоа предизвика нормално колапс на пазарите. Не само на криптопазарите, буквално на сите пазари. Чисто за корелација. Криптопазарот заедно, целосно, со сите негови криптовалути, пред неговиот пат беше негде околу 3,5 трилиони. За компарација, Nvidia имаше 4,5 трилиони маркет кап. Што значи дека маркет капитализација представува количина на капитални средства, односно долари, кои што се инвестирани во тој сектор или во оваа ситуација во таа компанија која ги споредуваме крипто и Nvidia. Што сакам да кажам со ова? Трилиони, тоа се неброени пари, ја не знам како изгледа. Да ги... Разликата е во тоа што во крипто секторот вие имате 300.000 токени, во Nvidia имате една компанија, а е поголема од целиот капитал кој што е вложен во крипто секторот. Е сега, кога би го споредиле тоа дека крипто секторот се коригираше негде околу 30% во случајот на биткоин, во некои од алткоините и многу повеќе, Nvidia се коригираше 40%. Тесла се коригираше 45%, верувале или не. Значи тоа се корпорации кои што како такви се поголеми од целиот пазар во кој што ние учествуваме. Само сакам да ви покажам колку сериозен е овој настан. Значи за вие да добиете корекција од 45% на акциите на Тесла, тоа значи дека станува збор за енормно сериозна ситуација на пазарот. Да. За нормално да се премисли како жена на менопауза, буквално откако ги донесе акциите, се извинувам, тарифите за само недела две и нормално да најави дека не важи ништо, можеме да преговараме сега, само се зеза. Океј, кажи мајде сега ни блиц прашања поврзани со геополитиката. Кој би победил во геополитичкиот камај меѓу САД, Кина, Русија, Европска унија и биткоинот? И зошто биткоинот може би бил последниот жив што ќе остане во камај? Знаеш играта, тоа е метафорички кажано. Интересниот дел Според теб. Јасно. Па видете, биткоин веќе победи. Значи нема ни потреба да завршен е биткоин камајов. Да, зошто? Чисто за компарација. Значи јас сум во оваа сфера добри 7, веќе одиме на 8 години, од кои добри 6 професионално. Разликата е во тоа што во претход 2 години наназад да земеме. Ние имавме генерално во целиот свет крајно негативна атмосфера кога станува збор за регулатива за крипто, кога станува збор за прифаќање за крипто, првенствено биткоин, нормално, а и потоа целата технологија. Не заборавајте дека биткоин е само еден, можеби најголем и најбитен, но само еден од многуте проекти кои што се делува оваа технологија. Да не навлегувам во тој дел. Идејата која е? Зошто велам дека биткоин победил? Значи, биткоин направи на овие држави, сега зборувам за најголемите, како Русија, Индија, Кина и така натаму, прост пример. Во 2019-2020 година имаше состанок на G7 во Индија, каде што активно се разговараше на тоа како може да се банира оваа технологија. Да се забрани, да се одземе. И сега каде е овдека проблемот? Значи, на овие фосили, кои што, нели, знаете, и сами ги нарекуваме така на нашиот канал со причина, значи, конечно им стана јасно дека ова е технологија која што не може да се блокира, ова е технологија која што не може да се одземе, не може да се забрани. Зошто? Самата блокчейн технологија постои и функционира надвор од сите моментални финансиски инструменти со кои што може да се ограничи, забрани, банира, блокира. Што значи, без разлика на тоа што би сакале они потенцијално да направат, една работа која што е многу битна за нас е фактот дека конечно сватија дека апсолутно ништо не може да направат. И прост доказ за тоа е фактот дека во денешен момент, буквално додека јас и ти моментално дека зборуваме, Кина и Русија го користат биткоин, веќе потврдено јавно и од западната страна, го користат биткоин со цел целосно одбегнување и заобиколување на санкциите, а да не забораваме врз
Русија има моментално во овој момент, после 17-тиот пакет на санкции, повеќе од 22.000 санкции, уникатни санкции изборуваме. И сега, каде е овдека, да речем, уникатноста? Вие користите технологија која што е целосно надвор од тој систем на казнивост, како што е SWIFT и нели целосното банирање надвор од банкарскиот сектор, да можете да го заобиколите ова што претходно било невозможно да се заобиколи. Така да биткоин победи. Кој ќе го испука првиот криптокуршум? Дали некоја држава ќе нападне друга поради дигитална валута во следната деценија? Што мислиш? Па реално јас не гледам причина зошто тоа би се случило. Сега ќе ви кажам зошто. Баш напротив, блокчейн е причината да нема веќе војни во светот. Значи ние имаме направено соодветно истражување и соодветен материјал како и презентација во CryptoHub Малта. Тоа е една од, тоест најголемата, би рекол, децентрализирана организација во Малта која што се занимава токму со тоа. Луѓе кои што работат на овој сектор, на оваа сфера, постојано нели доаѓаат и презентираат своји наоѓања, нели генерално околу самата блокчейн технологија. Сега зошто е ова толку битно? Значи во нашето истражување утврдивме дека доколку дојдеме во ситуација во која што потенцијално како што е Ел Салвадор или Централната Афричка република, самиот економски систем е базиран на блокчейн технологија. Зборуваме децентрализирана блокчейн технологија, не зборуваме, како што веќе објаснивме во претходниот подкаст, централизирани валути на централните банки. Тоа е апсолутното зло кое што може да се случи од оваа технологија на секој од нас. Зборуваме за обратна ситуација во која што вие би ја базирале економијата на децентрализирана блокчейн технологија. Државата нема да има моќ да води војна. Зошто? Кој и дава на државата моќ да води војна? Принтерот кој што го поседува. Значи на НБРМ никој не може да избрани да испринта 10 трилиони долари додека ние разговараме овде. И ако ние и дадеме моќ тоа да го прави преку централна валута на централните банки, сега она мора да ја испринта оваа тоалетна хартија во боја која што ние нарекуваме кеш. Тогаш нема да има потреба да ја испринта. Сеќавате што разговараме за копчето во претходниот лайвстрим? Да. 10 трилиони долари само што влегува во оптек во македонската економија. Разликата е во тоа што ако вие одземете оваа моќ, ова копче и го трнете настрана, државата веќе нема начин на кој што може да креира нови пари, со кој што може да купи оружје, со кој што може да почне војна, без при тоа да мора директно да ги бара овие капитални средства од сопствениот народ. А знаете кога сопствениот народ ќе дозволи на државата и ќе ги позајми на државата средства за да влезе во војна со друга држава? Апсолутно никогаш. Така да војната едноставно би била дел од минатото кога би ја децентрализирале државата на оваа технологија. Ако геополитиката е шах, каде се наоѓа биткоинот? На таблата? Тоа е интересниот дел. Дали е фигура? Дали е играч? Или што? Повеќе. Извини што прекинав. Нема га или? Значи, ако ова што ние моментално го знаеме како еден систем на шах, тогаш биткоин воопште не се наоѓа, како што каже и сам, на таблата. Биткоин е комплетно сосема нова игра. Биткоин се наоѓа буквално во не лути се човече. Аха. Се разбираме зошто го велам ова. Еве го истиот момент кој што го спомнавме на самиот почеток. Ако државите имаше било каков начин на кој што можат да го забранат, да го уништат, да го банираат или да го одземат, тоа ќе го направеа до сега. Додека, за разлика од тоа, зашто велиме, значи, самото шаховско поле е ограничено од правилата кои што се поставени уште на самиот почеток на играта. Биткоин е комплетно надвор од овие правила. Интересното е тоа што он буквално действува на самата шаховска табла, но не се наоѓа на истата. Тоа е како замислите наеднаш да измислите некоја супер фигура која што ви ја поставиле со правила кои што вие ги определувате надвор од досегашните. Така. Добро, ти благодарам за овие исцрпни искази твои околу блокчейн технологијата, нели, и сите останати работи што ги зборевме. Сега сакам малце да се вратиме во Македонија. Мислам, сега си тука 10 часа. Уште малку прашање имам за тебе и после ќе те препуштам во рацете на Чиз, со кој што ќе зборите за тоа каде се наоѓа Македонија на светската геополитичка сцена. Кога доаѓаш во Македонија, гледаш и самиот се потажни настани. Еве, од претходниот пат, кога беше, до сега се случија многу трагедии, го згазија девојчено во Кочани што се случи, па би те прашал за вашата заедница македонска во Малта. Како вие го примивте моментот кога дознавте за Кочани? Дали се организиравте, дали имавте некоја хуманитарна акција, дали имавте некои, не знам, донации кои што ги собиравте, се со цел да се помогне на семејствата? Ме интересира
како влијаеше целиот настан емотивно на вас, дали ве допре многу и дали таму се уште постои некоја емпатичност кај македонците во диаспората кои што сакаат нели да помогнат за вакви трагични настани. Што правевте во Малта кога се случи тоа? Прва работа која што морам да спомнам е дека жално е тоа што македонскиот народ најчесто се обединува само на големи трагедии. Тоа е една појава кај македонскиот народ што уште полошо ние се обединуваме и тоа го правиме само во моментот додека трае самата трагедија. Многу брзо, како што видовте сами во вестите, не само што се заборава, туку се заборава на најсрамен можен начин, буквално се игнорира како да не се случило. Втора работа која што морам да напоменам во самиот подкаст дека нели ова не беше, значи јас и Кирил воопште не ги организираме овие, да речам, размени на мисли или размени на разговор, зашто го велам ова, за луѓето да не помислат дека она што ние го организиравме како канал сега ние го рекламираме, да се разбереме. Значи сакам да го напоменам ова дека буквално Ти дури не ги не знаеше прашањата. Затоа и сакам да спомнам затоа што знаете како кај нас има обратен ефект. Значи кога помагате нема потреба да го кажувате тоа на сите како видите помогнав. Да, и за некои помагаат само за да се пофалат. Ете така, прва работа. Втора работа, значи помошта која што успеавме да собереме за жал не беше премногу голема, беше околу некои 500-600 евра во тој момент колку што успеавме да направиме. Толку? Точно. Но ова беше, како би рекол, донации кои што ги добиваме на самиот канал, кои што ги користиме токму за оваа цел. Се случило и претходно во 2-3 наврати, пак ќе кажам нема потреба да го комерцијализираме. Да, извини, јас само ќе те прекинам. Ти се осврна на каналот. Моето прашање беше дали како заедница, знаејќи дека има нели многу македонци во Малта, дали правевте некои хумани гестови таму, дали се собрате на некое место да се договорите, дечки, ова ќе правиме тоа или не постои такво нешто? Тоа сакам да го кажам. Буквално се движев кон таа цел. Значи зошто го велам ова? Во однос на хуманитарна помош, јас колку што се информирам, затоа што во Малта македонците се организирани преку 2 Facebook групи. И на тој начин практично може да видиш што се случува и како се разговара, значи буквално македонци во Малта, нешто тој фазон. Буквално како што тоа го има во секоја друга држава. И сега од она што јас го знам, значи не можам да речам со сигурност, но она што јас го знам, таква акција не постоеше. Она што беше организирана, би рекол панихида, ако не се лажам така се нарекува, така, да. Во Валета, значи тоа е во главниот град, беше обезбеден простор на кој што беа поставени, затоа што, колку што јас знам, имаше неколку македонци кои што имаат директно своји роднини загинати во трагедијата во Кочани. Значи беа собрани, јас бев таму исто така присутен, повеќе од, да речам, 100-150 македонци. Сега, да не забораваме, во Малта има околу 8000 македонци, меѓу кои, зборувам статистички, 4000 македонци и 4000 што не знам што се со нели да го кажа тоа во минатиот подкаст. И сега да не навлегуваме таму секој со своите причини зашто го направил тоа. Идејата е дека повторно во работен ден да соберете 100-150 луѓе на значи многу лошо време врнеше кога тоа се случуваше и да го организираат сето тоа, имаше исто така и морам да признам свештеник. Иако беше од Српската православна црква, на крајот од денот повторно станува збор за нели на некој начин братски народ, човекот дојде, оддаде почит, сега пак не знам како се нарекува точно пеењето во оваа ситуација, не би сакал да направам грешка на самиот подкаст, но нели имаше направено би рекол молитва за загинатите во Кочани и имаше некоја како мала кутија за донации. Да. Сега тоа како било понатаму не би можел да знам, да, но тоа е. Добро, кажи ми комесаре, кога дојдеш во Велес, што прво ти текнува да направиш? Па знаете како, во Велес има една, знаете и сами сега дека можам да направам граѓанска војна околу следна реченица. Постои специјалитет така наречен велешка пита пастрмајлија. И сега нормално тука препоставам на коментарите, па како не, па тоа е од овој град, од тој град. Воопште не е битно. Нели, секој со својата. Знам велешка пита, не е пастрмајлија или? Па е пастрмајлија затоа што со пастрма, нели? Да, од овчко месо. Точно. И искрено, значи тоа јадеш, прв пат доаѓаш, мислам тоа прво. Нарачани се, само откако ќе завршиме, буквално доаѓам и ме чека топла на маса, тоа е првата работа. Има ли некој место што кога и да дојдеш во Велес мораш да го посетиш? Дали е некој културно место, некој споменик или планина или не знам, одиш во некој кафич твој или не знам некој место код дете што те потсеќа на убави работи?
Па Велес е мал град, знаете, на крајот од денот станува збор за една главна улица и градче во 7 ридови, да речам. И една река. Баш така, да. Значи, барем во мојот дел, Младинскиот парк, каде што и ќе се одржи ова моментално на амфитеатар во Младинскиот парк, би имал некоја централна улога, затоа што овдека било и средното училиште, гимназија, каде што сум модел, значи на некој начин ова и главното шеталиште, овдека била на некој начин чаршијата во делот кога јас сум бил, да речем, тинејџер. Така да, ова е место кое што дефинитивно секогаш го посетувам сега. Младинскиот парк, така? Да, со моето дете, знаете, сосема друго својство има кога вашето дете си играло на истото место. Тоа не беше едно местенце кај што имаат бисти овие големи великани дојдени Петре Приличко, ако не се лажам. Тоа е фонтана една. Ете така. Така. Кажи ми, дали чувствуваш лоша енергија на луѓето во градот Велес покрај сето ова што ни се случува и сите трагедии и самата нели економска ситуација кај нас? Чувствуваш ли тага во нивните очи или пак среќа? Ете, тоа ме интересира да ми кажеш што се шеташ по улица и ги гледаш твоите сограѓани. Осеќаш ли во очите, викаат очите се огледало на душата, осеќаш ли во очите некоја тага или пак среќа, ведри ли се велешани или живеат во некоја летаргичност? За жал не сум бил доволно време, како што кажав пред 10 часа дојдов во вашиот подкаст, така да буквално имам време да преспиам неколку часа и утринава да прочитам. Можеш токму сега да ја направиш разликата, затоа што доаѓаш од друго поднебје. Се разбирам. И тука се Па не би рекол дека е погоден колку што тоа е ситуацијата во Кочани. Но знаете како ја би сакал не, да општо мислев за животот, знаеш какви се условите за живење овде. Ќе земам еден многу конкретен пример. Ако некој ги, да речеме, провери коментарите од последниот наш подкаст. Тоа би бил на некој начин огледало на душата на македонците моментално. Значи, ние живееме во некој затворен круг во кој што се ни смета, се разбираме. Ние не дозволуваме туѓо мислење, ние не дозволуваме некој да ни каже нешто поинако од тоа што нас ни е сервирано или пак ние така сме си го запишале во сопствената глава. Зошто го велам ова? Значи, за жал, многу тешко пробиваат, без разлика дали се светски трендови, дали се било каков тип на вести од светот. Кај нас доаѓаат последни и за жал многу тешко се прифатени. Генерално сакам да кажам дека оваа летаргија во државата не е од вчера, трае многу долго, од така реченото самостојањето до денес, поради пак знаеме која е главната причина, да бидеме реални, тоа се политичките естаблишменти, без разлика дали биле СДСШ или ДПШНЕ, нема апсолутно никаква разлика. Значи тоа е некоја летаргија која што едноставно ги довела луѓето до тој степен што веќе апсолутно ништо не ти е битно, освен гола екзистенција. А од друга страна, било што се коси со моменталните поставувања на општеството, прост пример, блокчейн технологијата е, како да речем, што би рекле на запад, interruptive technology, така, станува збор за технологија која што е сосема спротивна од тоа што досега нас не е поставено. Прост пример, зошто го велам ово, има поента. Значи, ако земеме мобилни телефони, така, значи верувам дека и ти си оприлика слично моја генерација негде околу 80-тите, 90-тите. Која е овдека сега поентата? Во времето кога ние растевме беше реткост да имаш мобилен телефон. Денеска тоа е секојдневна. Но постоеше еден период во кој што самите телефони беа табу тема. Имаше ситуација во која што ако некој има телефон, значи дека е многу богат, као, знаеш, тоа е феномен, да. Сега во оваа ситуација сакам да кажам дека генерално отпор или гледање настрана кон тоа сега моментално постои околу блокчейн технологијата, затоа и ги земав коментарите. Значи се што се коси со тоа што ние го знаеме, кеш, банка, чекање редици, не чини. Значи, ние буквално се што ќе ни се каже обратно од тоа што моментално го знаеме, за нас е проблем, тоа е табу тема. И ние мораме прво да дадеме негативен коментар, без разлика дали знаеме нешто околу тоа или не. Македонците прво ќе искритикуваат, ќе навредат, па потоа можеби откако сето тоа би станало секојдневна реалност, као, па добро, знаеш, ќе окористиме и ние. Така. Комесар е надвор од секојдневни теми. Што прво би сменил доколку би имал апсолутна власт во Македонија? За крај прашање од мојот дел. Што би сменил? Една работа, што најмногу те нервира, да речем. Па, искрено да ја кажам право, многу од луѓето кои што доаѓаат на власт го вела тоа, јас искрено да ја кажам право би го направил. Значи, разликата во животот во Македонија би се сменила драстично доколку политичарите се одговорни за своите поставки. Во превод, ако ги наредите на камен мост и ги обесите да висат, како пример за следните политичари, верувам дека никој веќе нема да се дрзне да го прави тоа што го прави на македонскиот народ, неговите зборувам политичари.
Така да верувам дека тоа е една драстична Значи да промена има која што треба да ја направиме. политичка одговорност. Како што вели професорот. Джаве сите ќе ве стреламе, така? Апсолутно е така. Океј, комесаре, во овој дел од мене толку. Може би очекуваше некои поведри прашања, меѓутоа со Таква е тебе ситуација. човек, да, не, Цел се разбира. не дека не може да се зезаме, да тераме на Ќе хумор, дојде ама момент, точно, не е сега. сега мислам дека е многу поважно луѓето, мислам кога ти имаме тука како легендарен човек кој што се разбира најмногу можеби за геополитика и за криптологија, да научат нашите гледачи нешто повеќе, токму затоа си повикан да направиме и волум 2, а ќе правиме и волум 3 и 4 и натаму, не е битно. Значи те препуштам на чист сега, ќе зборувате за геополитичката сцена и каде Македонија се наоѓа на неа. А вие, драги гледачи, останете на нашиот YouTube канал, не го менувајте, се враќаме за кратко. Добро вечер, драги гледачи од мене на подкастот Редкаст. Ја ќе го држам вториот дел од емисијата со Криптогемиџија. Па сега одма да почнеме на прашањата, да не чекаат гледачите, да ни објасни Криптогемиџија што значи геополитиката денес и зошто оваа тема е особено важна во овој момент. Прво, интересен момент, најчесто менуваат гости, а кај мене менуваат водители. Добре, интересен момент, морам да го запазам. Вака, прво, генерално околу геополитиката ќе поразговараме, но, како што ветив, дојдов со овој интересен момент, а тоа е Кристал Маргаринот. Зошто? Значи, ова не е реклама за креаторот на Кристал Маргаринот, ова е, би рекол, заштитен знак на една цела генерација или генерации деца растени во транзиција. Геополитиката на некој начин е во оваа ситуација многу вградена во ова прашање и затоа го донесов. Значи сакав да гостувам и сакав да го ставам ова како експонат затоа што на крајот од денот реално правиме мовет. Оваа емисија сигурно нема да ја гледаат синови и внуци на видни политичари. Оваа емисија ќе ја гледаат луѓе како нас, растени на, како што кажав, ова како да кажам, супер храна. Значи кој знае како изгледа фрижидер каде што има една ваква коцка и сув леп, знае како сме растени, со скинати патики, со кесиња за да не ви пропуштаат додека се движите низ градот кога врне, но зошто е тоа толку битно? Геополитиката има клучно значење во тоа како сме стигнале до оваа коцка маргарин. Еве, историски гледано, знаете и сами дека геополитиката на некој начин му дава насока на едно општество, во која насока би се движело. Генерално, знаете и сами дека до сега, барем нас ни се познати, две насоки кон кои што еднаш сме се движиле, тоа е социјализмот до така речено распадот на Југославија и нели транзицијата е представена во овој ентитет, која што потоа нели на некој начин не пренасочува кон капитализам. Геополитиката генерално значи насочување на едно општество кон едно или друго уредување во самото себе си. И зошто е оваа тема важна во овој момент? Во овој момент, точно. Па вака сега, гледано ретроактивно од 1990 година до денес, сите оние кои што биле принудени да растат вака, стигнале до момент да не сакаат веќе да бидат дел од такво општество. Зошто? Нас повеќе од 30 години не лажат за некаква си транзиција која што треба да не однесе кон Швајцарија на Балканот, некаква транзиција која што од нашата претходно заостаната социјалистичка држава ќе не однесе кон некои капиталистички води на држави кои што имаат некаков западен сон и се уште до ден денеска оваа транзиција видно трае. Значи, оние кои што успеале некој начин да се отргнат од неа, тоа го направиле или во штаб на локалните нели политички структури или со коферите на аеродромот Александар Македонски и во неповрат. Па баш тоа е интересно, например, Југославија од 45 до 90 колку што траела, тоа се колку се 50 на години. Кој ќе споредиме што све изградила, што све направила и каков стандард направила за тие 40-50 години, кој ќе ги споредиме со овие денешна транзиција од 35 години, неспоредливо е. Они уште не можат ни да го продадат тоа. Значи, они се уште го продаваат, се уште го уништуваат и продаваат за старо железо тоа што они го направиле. Еве, прост пример. Значи, јас доаѓам од град, како што знаете и сами, во тоа време наречен Тито Велес. Единствена успешна работа од 1990 година наваму е фактот дека го сменија името во Велес.
Тоа е единствената успешна работа која што било која политичка инсталација успеала да ја направи. Да не заборавиме. Велес имал 6 фабрики изградени од 1945 година до 1990 со дополнителни фабрики како една или две кои што постоеле уште претходно кога не сме биле Југославија. Разликата е во тоа што од 1990 година јас растев во град кој што беше индустријски центар, првенствено заради топелницата за цинк и олово, и потоа се претвори во апсолутно, како да ви кажам, град на духови. Значи, во Велес јас лично растев во време во кој што Пола Велес во Скопје иде да работи. да е само тоа. Значи, како изгледа патниот живот на еден велешанец. Основно, средно, возот во Скопје на факултет, наоѓаш смештај, живееш во Скопје додека видиш дека и во Скопје нема лек, аеродром и во друга држава. Кажи ми, како според тебе се трансформира глобалната рамнотежа на моќ во последните 10 години и дали уште живееме во униполарен свет, тоест американска хегемонија, или веќе сме во мултиполарен свет? Ова е едно многу тешко прашање кое што знаете и сами на нашиот канал го обработуваме во бескрајни лајстримови по 3-4 часа, но ќе бидам што можам по краток, прецизен и концизен, мада тоа е моја многу слаба страна. Сега, каде е овдека проблемот? Прво, една од работите за кои што разговаравме во првиот дел. Не само македонците, било кој во светот, има проблем да ја прифати новата реалност. Значи, ние живееме во една комплетно нова реалност. Сега, зошто го велам ова? Кога ова ќе го кажете на било каков медиум, вие наеднаш станувате платеник од Путин, вие станувате, нели, стандардни имиња сега, да не навредуваме тоа. Значи, се што се коси, зошто рековме, се што се коси со моменталната реторика која што е одобрена од медиумите, од политичките инфраструктури, значи се што се коси е проблем. И веднаш се наоѓаат имиња, веднаш се... Значи, никој не седнува да размисли, чекај, зошто го предложиле тоа како момент? Сега вака, тоа беше генерално за нашето население. Но, крајот на секоја империја доаѓа буквално во моментот кога истата е презадолжена и прераспределена во однос на воени структури. Тоа што ние на нашиот канал со соодветни факти сме го покажале безброј пати до сега. Чисто да објаснам на оние кои што првенствено мислат дека структури или не знам појави како Америка се непобедливи, се бескрајни, се нели. Тоа е за жал филмот кој што се развива во нашата држава се уште. Америка моментално е земја која што има 37 трилиони долари долг. Сега го зголемија на 40. Добро, ама тоа е само... Или ќе го зголемат? Да, значи, они има така наречен праг до кој што смеат да се задолжуваат. И они мораат постојано да го зголемуваат. Да. За оние кои што тоа, значи, знаете како сега вас не ви значи ништо 37 трилиони. Чисто да ви објаснам. Значи, они успеале во последните 20 години да го зголемат долгот за добри 6 или 7 пати. Што значи дека они турбо го зголемуваат својот долг во превод. Првите 100 години од своето постоење успеале да заложат само 200 милиарди долари. Значи само 200 милиарди. Во постоењето од 100 години. Не заборавајте, како што кажавме и во претходниот подкаст, значи Америка постои, па би рекол, во моето мало во Велес постојат две куќи кои што се постари од целата историја на ова, не знам, бесценната западна држава. Колку постои, чисто да ви стане јасно. Сега, ако они успеале во првите 100 години да се задолжат само 200 милиарди долари, а во останативе, така наречено колку и да се преостанати, да се задолжат до 37 трилиони долари, можете да разберете колку само истиот тој феномен на принтање на пари, кој што го зборувавме во делот каде што биткоин практично го победил во економски систем, ви покажува колку оваа империја не е одржлива. И сега повторно овдека нели доаѓаат, па ти не знаеш која е Америка. Да, знам, многу добро, верувајте ми, за жал и многу подобро од вас. Не дека сум јас некој врвен економист. Разликата е во тоа што постојат јавни информации кои што никој не може да ги крие и нормално ако ги следите гледате дека ова е неодржливо. Ова не е прв пример. Истата ситуација се случила со холандската империја, истата ситуација се случила со британската империја, истата ситуација моментално ја гледаме во американската империја. Да, ова е империја. Од друга страна, имаме ситуација во која што они се задолжени 125% од нивниот бруто домашен производ. 125%. Што значи дека они би требало да работат, буквално сега зборувам, 1 година и 3 месеци и ниту еден човек да не земе цент од било каков тип на услужни действија, од било каков тип на производни действија, за да можат да исплатат што моментално должат на нивните, би рекол во оваа ситуација, лихвари.
И сега, за да продолжиме ова, да го покажеме како радикална ствар која што се случува, затоа што многу од луѓето кога ќе им кажете дека нешто, како да кажам, се распаѓа, нормално ако тоа не се гледа на фасада, да нив им изгледа како невозможно. Чисто интересна појава. Пред 5 години, каматата која што Америка ја плаќаше на сопствениот долг беше само 200 милиарди долари. Сега кога ќе кажам само, вас тоа ви звучи како 200 милиарди долари се многу пари. За 5 години они успеа каматата на сопствениот долг да ја зголемат 5 пати. Они за една година за одржување на овој долг од 37 трилиони долари плаќаат 1 трилион долари камата. Колку што трошат за воен буџет. Тоа е буџетот на Америка на годишно ниво за војска. И за луѓето да разберат колку е ова радикално, затоа што и ова нас многу не им значи. Буџетот на Америка во една година се движи од 4 до 6 милиарди долари. Нормално Трилиони мислиш? Трилиони, се извинувам, да. Ова се нормално јавни информации кои што може било кој да ги провери. Што сакам да ви кажам? Во фактот, во оваа ситуација имаме момент каде што они имаат прилив од 3 до 4 трилиони долари од даноци и било каков тип на приливи кои што ги има самата држава, а трошат повеќе од 5-6 трилиони долари на годишно ниво. Они само во дефицит мораат да надополнат над овој долг од 37 трилиони, уште 1 или 2 трилиони, само за да ја завршат годината и да можат да распределат плати на собствената администрација. И да повторим, ова е само федерален буџет. Точно. Секоја држава има посебни долгови. Точно. Ако се земат и тие, во предвид ќе биде многу И поише. не заборавајте, во исто време Америка е ангажирана во војна против Русија, во Украина. Да, тоа е американска војна, тоа не е украинска војна. Е ангажирана во активен, би рекол, процес Израел. на почнување на војна со Кина во Тајван. Од друга страна, не заборавајте дека на дневно ниво бескрајни количини на оружје се носат во Израел, па како многу кафени луѓе не може така да ги убиете, значи мора да се донесе соодветно оружје за тоа да се направи. Идејата ми е, она што ние постојано го зборуваме и како заклучок на се тоа што го зборуваме моментално. Од економски аспект, ова е крајно неодржливо. Без разлика на тоа колку они мислат дека сето тоа може да трае. Доаѓаме во ситуација во која што оваа понзи шема, наречена долар или економија на Америка, доаѓа во момент каде што веќе нема да може да поземи. Зошто? Ако го земеме ова како некој ваш локален комшија, ако знаете дека вашиот локален комшија е задолжен кај сите останати комшии во маал, и он самиот од платата која што добива не може дури ни така речено да ја надокнади каматата која што мора да плати на сите овие комшии од кои што позајми пари. Дали вие би му позајмиле на овој комшија пари? Само толку ќе ја прашам. Само прашање на време кога они нема да може да го сервисираат ниту сопствениот долг. А дополнително отварање на нови геополитички конфликти, како што моментално гледаме, што им е крајно во обратна насока од тоа што е позитивно за нив, само ќе го забрза овој процес. Па затоа и гледаме забавување на ова, гледаме Има дека Трамп се некој- обидува да ги смири. Има некои шпекулации дека Трамп го донеле да го направи тој некој ресет, да речеме. Да го Па, што добро. мислиш ти тоа? Вака сега, еве и од Дали тој ти аспект. личи неговото владењето сега натака? Прва работа, значи, факт, знаете како, една работа која што јас до ден денеска се уште не можам да разберам за овој човек, вие барате, како што каже и самиот, точно, се обидува да направи ресет, тоа е така. Знаете што е проблемот? Методите на кои што на начинот на кој што тоа го прави се комплетно спротивни од тоа што моментално действува на еден пазар. Зошто го велам ова? Значи, вие имате ситуација во која што човек кој што цел живот се занимава со недвижност, продавање на недвижности, доаѓа да води држава и он се однесува со државата како со компанија. Каде е овдека проблемот? Да, кога вие преговарате за недвижност, која што е фиксна ствар, многу е поедноставно да го преговарате со човек во овој затворен економски, да речем, процес во една соба, каде што цената на недвижноста не делува толку многу на надворешниот свет. Во оваа ситуација, он тие методи ги применува на поставување на глобална економија со своите партнери и со своите непријатели. И гледаме комплетно обратен ефект. Зошто? Затоа што ова што он го прави, тоа не е преговори во 4 очи. И ефектот на она што моментално се обидува да го постигне, за жал не е локален. Гледаме дека е глобален. И стравот кој што го предизвика на пазарите, за луѓето едноставно да почнат да излегуваат од нивната економија првенствено, е буквално тоа. Значи, тоа е непромисленост, каде што вие користите методи за нешто што е приватна ствар во една економија, во локализиран, да речем, економски сектор. И сега вие го применувате тоа, надевајќи се дека потенцијално ќе функционира во целиот свет.
За жал не функционира. И сега само да се надоврзам на сето ова за луѓето да разберат зошто ова е уште полоша работа. Значи, во проценките кои што самата американска држава ги направи, за тоа кои би биле последиците од економските промени кои што се обидуваат да ги направат Камала Херис и Орагутанус Американус, попознат како Трамп. Значи, дури и верувале или не, економските промени кои што се обидуваше да ги направи Камала Харис би направиле многу помало зголемување на буџетот, тоест извинувам, на долгот на Америка. За разлика од тоа се очекува неколкократно поголемо задолжување на Америка заради политиките кои што се обидува да ги примени Трамп. И тоа е само конкретен пример зошто. Една од причините кои што моментално ги наведовме е дефицитот во нивниот буџет. Така, значи дефицитот во нивниот буџет дополнително го зголемува долгот на Америка, затоа што колку поголем дефицит, толку повеќе пари мораат да поземат за да го покријат тоа или да испринтат. Може да преживеат. И сега наеднаш замислете Трамп доаѓа со нова идеја уште толку да ги намали даноците. Намалувањето на даноците наводно треба да го покрие од тарифите кои што моментално ќе ги наплаќа од овие сојузници и непријатели на Америка. Проблемот е што дали тоа ќе се случи, допрва ќе видиме. Ние се уште имаме еден договор. Тоа е тоа, со Англија. Толку моментално имаме. Со Кина направија некој договор? Не е договор, тоа е само почеток на преговори. Тоа не е договор, се тоа договорија само ги намали. 30-10 тарифи. Ете така. Ги намалија тарифите од 145 и 120 на 30 и 10 помеѓу себе. Да. Проблемот каде е овдека? Значи, дури и да се успешни овие тарифи, вие активно морате да трошите постојано за администрацијата на Америка. Така, а од друга страна, една работа која што многу луѓето се уште не ја разбираат, и да се договорат тарифите моментално, потребно е време за истите да се имплементираат. Од друга страна, во просек, за да се договорат тарифи помеѓу две држави, некогаш се потребни и 3-4 години преговори за да се финализира договор за тарифи. И тоа ова е според нивни статистики, не според мои, нормално. И сега, ако го земеме цело ова како една, да речем, раденка која што треба да даде резултат, имаме ситуација во која што они планираат до крајот на оваа година со оној Big Beautiful Bill кој што се обидуваат да го достигнат или да го постигнат, да ги намалат и понатаму даноците кои што моментално ги имаат како прилив на нивниот буџет. Што значи, колку повеќе се намалуваат овие даноци, толку повеќе се зголемува дефицитот во нивниот буџет. Колку е поголем дефицитот, толку поголемо задолжување. Тарифите се само потенцијален прилив кој што се уште не знаеме дали и колку голем ќе биде. А што мислиш, нели ова иде во прилог на муабетот, ако го зголемува долгот уште поише и намалува даноци, фактички иде во прилог кон муабетот дека ќе пропадне американската економија за да го направи тој ресет? Пропаѓање на американската економија во оваа ситуација не би да речеме да издржат една година, две тешка транзиција за да почнат од нула. Дали тоа им е планот на Трамп и компанија? Па вака сега, без разлика вие што и да правите, долгот нема да ви биде простен. Еве вака да земем. Тоа е во ред, точно. Но само вака би рекол. Дали доколку вие имате долг и немате да го платите, значи немате да го платите долгот, еве во Македонија, било кој македонец. Ако има долг кон било која банка од да речеме 20.000 евра. Ама долгот им е во долари, они може да го уништат доларот, да го направат безвредна малтене. Тоа да не е планот, мислав. Баш и за тоа ќе се вратиме сега. Значи прво околу еден најобичен цивил, затоа што секојдневното население тоа најдобро би го разбрало. Значи било кој човек кој што има долг, ако овој долг не може да го подмери, дали престануваат извршителите да ме бркаат? Дали престанува действото на судските пресуди? Потенцијално можеби ќе застари, но на крајот од денот во оваа ситуација ние станува збор за долг на најголемата економија во светот. Сега, имаме овдека неколку аспекти. Првиот аспект. Доколку они си дозволат да го девалвираат, односно да направат хиперинфлација на доларот. 90% да падне доларот и долгот од 30 на 3 милиарди, на 3 трилиони. На ништо, они буквално ќе го вратат долгот со што? Со, како што рековме кајна, со една кутија еден буџет. Да. Но каде е овдека проблемот? Која е еве, чисто како разговор помеѓу 20 интелектуалци. Што мислиш, која е најголемата сила на Америка? Нуклеарното оружје, војската? Доларот. Зошто е доларот најголемото оружје? Затоа што преку доларот они првенствено самиот фактор дека они можат тебе да те исклучат од доларот или да едноставно ти забранат да користиш долари, ти практично имаш апсолутно си надвор од пазарот кој што моментално на глобално ниво е нели со резервната валута воспоставен. Сега видовме дека тоа не е ефективно, сега ќе кажам зошто. Блокчейнот. Не само блокчейнот, напротив, го реши овој проблем уште пред блокчейнот. Русија и Кина
првенствено Во свој помеѓу валути, себе, да. 99% од трансакциите ги вршат во јен и рублја. Дополнително, овдека следеше следна санкција која што мислеа дека ќе ги финишира русите. Што им рекоа, не смеете да имате долар во вашите берзи за размена на валути. Што направија? Целосно го елиминираа доларот. Моментално, било каков тип на размена на валути во Русија се врши преку јенот. Односно, Кина истапи и дозволи низината валута да се користи како резервна валута за берзите во Русија. Што сакам да кажам со ова? Доаѓа крај. Ова е крајот на империјата. Ова е еден од тие моменти каде што и најакото оружје моментално не може да го искористат за да ве елиминираат. Но, што сакам да кажам? Америка никогаш нема да биде спремна да го остави ова оружје. Која е една од главните, да речем, реченици кои што ги користи Трамп? Јас го сакам доларот. Јас сакам доларот да биде секогаш резервна валута. Не само Трамп, било кој во Америка е свесен дека доларот е тој кој што ја држи Америка да биде се уште глобална империја. Но ова нема да заврши кај доларот. Моментот кога вие не верувате на доларот, вие не верувате на кого? На економијата на Америка. Автоматски сите тие, како што они изборуваат, бескрајно длабоки пазари на капитал во нивните корпорации, во нивните економии, многу лесно ќе се преселат на друго место. Значи, ние моментално живееме во период каде што капиталот се сели од претходните центри на моќ, како Вашингтон, Азија. како Лондон, како Северноафричка колонија, така наречена Франција, Швабистан и така натаму, кон што? Кон Азија. Како што каже и сам, значи ние буквално живееме во глобална промена на центри на моќ. БРИКС е иднината. Не е ниту НАТО, не е ниту Гејропа, значи тоа е апсолутно Титаник. И ние како македонци или македонска држава или македонска политика заслепени дека не постои друга опција со тоа што било каков тип на и спомнување на другата опција како БРИКС се карактеризира како тоа е ЕРС. тоталитаризам, тоа е социјализам, ние од два избегавме од тоа друштво, вака да ви кажеме на работа. Јас сум бил во Кина, јас сум бил во сите тие социјалистички, тоталитаристички држави, можам да ви кажам дека тоа што вас ве убедуваат овде е сосема спротивно од тоа што се случува таму. Да, сум бил и во Виетнам, Хо Ши Мин е на 5 скалила напред од сите наши градови заедно. Да не зборувам за Кина, еве, да не ни навлегувам таму. Значи, сакам да ви кажам дека за жал приказната која што нас постојано ни ја сервираат дека ако ние се придвижиме кон БРИКС, па тоа е најголемата грешка, па се движиме назад. А дали ние се движиме напред сега, би ве прашал? Дали фактот дека ние имаме скоро полнолетно членство кон Гејропа, дали вас ви донесе некакви бенефити? Да ги подсетам сите тие кои што зборуваат дека промената на името ли ќе ви плати сметки? Ајде да ве прашам сега, платени ли ви се сметките од како го сменивте името во Северџанистан? Дали ви е подобра живеачката? Подобра ли ви е економијата? Влеговте ли во Гејропа? Јадат цреши јадат. Цреши, да. Имаше една интересна работа затоа што кај нас во криптосветот постои една фраза buy the dip, односно купија корекцијата на одредена цена. И имаше добра анекдота, слика на цреши, did you buy the dip? Дали ја купивте корекцијата на цената, вика сега да може... Допрва ќе се коригира цената. Точно. Кој ќе дое сезоната на цреши. Катастрофа. Кажи ми, ајде, следно прашање, каква улога имаат големите сили во регионални конфликти како Украина и Блискиот Исток и како се менува геополитичката важност на Балканот, да дојдеме малце по-локално тука? Тешко прашање, но многу интересно прашање зашто ќе го сега. Една работа која што повторно македонскиот народ треба да престане да ја карактеризира како ти си со Путин или ти си со Вашингтон. Не, напротив. Македонецот треба да биде со македонец. Слоганот на нашиот канал е македонец за македонец. Но не постои држава која што може да функционира сама. Значи, едноставно не постои. Што значи дека корелации, соработка, економска, геополитичка е многу битна за било која држава, без разлика колку е мала, без разлика колку е голема. Каде е овдека проблемот? Еве чисто како една анекдота. Доколку било кој од нашите ретардирани политичари кои што ја водат државата се дрзне само да истапи надвор од таа линија која што Кале не им дозволува да истапи и да побара едноставно да поднесе, значи ништо не треба, само да поднесе барање за постанување партнер членка на БРИКС. Што имаме ние да изгубиме? Што имаме да изгубиме? Членството во НАТО ли ќе го изгубиме? Во оваа геноцидна организација? Што ќе изгубиме? Статусот на кандидат во Титаник? Се извинувам, во Гејропа? Тоа ли ќе го изгубиме? Значи, само да се дрзне
да побара барем да има присуство на следната БРИКС конференција во јули во Бразил. Од Кале и од Гејропа ќе дојдат и ќе не молат што може побрзо да го завршиме процесот. А ние се молиме на татаро-монголи на исток да ни дозволеле да влеземе во Титаник. Пак ќе кажам, значи во е буквално моментот кога Титаник веќе ја удрил сантата, а ние стоиме во чамче до Титаник, И свириме. И се молиме, дај пуштете, не сакаме да се сликаме на палубата. Ете така. Него, знаеш ли зошто фактички нашите политичари не смеат да истапат? Зашто ги држат со корупција и криминал Калето и другите, иначе они Стопаните? стопаните, да. Да има чесен политичар може да игра, ама они не се честни така, да. Па кога политичар кој што добил мандат наместо да дојде во парламент прво оди на Кале, мислам дека е повеќе од јасно кој му е газда. Како мислиш дека Македонија, помаливе држави на Балканот, особено Македонија, може паметно да се позиционираат во новата геополитичка реалност? Дали има простор за неутралност или мора да избереме страна? Неутралност во Македонија е научна фантастика. Зошто го велам ова? Па нели Швајцарија на Балканите? Тие Нема да ни дозволат такво нешто. Ни по точка разно нема да ни дозволат да прогласиме неутралност. Од друга страна, нашите политичари се толку сервилни, што за нив неутралност е, пак ќе кажам, недозволиво нешто, така. Што би рекол во оваа ситуација? Значи, генерално ние прво треба да почнеме да работиме за самите себе си. Ние за жал работиме за секого освен за самите себе си. Без разлика дали е поединец, дали е политичар и така натаму. Знаете како, постојано бараме вина во некој друг. Овие се криви за тоа што ни биле окупатори во Втора светска војна. Тие се криви за тоа што не разделиле во балканските војни и така натаму. Една работа која што треба да разграничиме, доста бараме кривци, треба да се фокусираме на самите себе си. Но не само да го зборуваме ова, туку ефективно да работиме на самите себе си. Зошто сега не велам дека вие треба да направите револуција и сега као тоа да го промениме и наеднаш ќе трне напред. Такво нешто не постои. Но во овие идни времења, кога ние гледаме целосна промена, односно реконструкција на моменталната геополитичка сцена на светот, ние спиеме како и секогаш. Тоа е жалниот дел кај македонците. Еве, без разлика дали е технологија, дали е геополитика, ние чекаме некој да ни каже како треба. Ние чекаме да видиме Србија прво што ќе направи, пошто нели Србија ни е нас голем брат, па они треба да видиме како Па ние да гледавме од Србија многу попаметни ќе бевме, искрено. Да не навлагуваме во тој дел затоа што многу луѓето нели завземаат. Они играат и со Кина и со Русија и со сите играат и бенефити. Точно. Да, ма што кажав јас во вас, токму тоа. Значи, што е позитивно за македонците? Ма не ме интересира за другите, ниту за националности, ниту, значи битно е што е позитивно за македонците. И пак како што каже и самиот. Значи ние како што кажа, мораме да играме со двете страни. Зошто? Еве, каде се наоѓа Македонија? Центарот на Балканот. Ние дозволивме да не се обиколат сите гасоводи, сите нафтоводи, автопати се градат во Бугарија за луѓето да поминат од Гејропа преку Бугарија во Грција за да не одат преку Македонија. Тоа се нашите политичари, така? И сега, размислете малку. Централна положба на Балканот. Османската империја ја ослободила Гејлада, ја ослободила Татаро-Монголија, ги ослободила шиптарите на запад, ги ослободила србите, а ние уште 100 години подосна се уште сме биле под окупација на Османското царство. Зошто? Затоа што се наоѓаме на крајно критична точка и повторно се враќаме на истата ситуација. Само да поднесеме иницијатива за макар да бидеме присутни како делегати, observer state, како наблюдувачи, да бидеме на следната конференција во БРИКС. Во Калек има општа паника. Тоа ќе биде телефони, се вртат, се молат, добро, што треба да направиме, како да се заврши. Значи, пак ќе кажам, дури да сакаме да влеземе во оваа дискотека што затвара за пола саат, така наречена Гејропа, значи вратарот ќе го трна за да влеземе, ако ние се понудиме да отидеме во друга дискотека што работи да Сабајле. Се разбираме? Така да, пак ќе напоменам, само треба да истапиме. Еве, дури голем дел од населението е многу скептично при потенцијално, да речам, приклучување на другата страна. Само вака ќе ви кажам, и тоа, пак ќе кажам, ова се јавни податоци. Што направила Мурика, кажете ми кај вас? Направила пат, изградила нешто. Што направила? Сее страв? Што направила Мурика? Ви ги донесе терористите во парламент? Тоа е единствената позитивна страна која што ние имаме од нашиот главен стратешки партнер, како што сакаат да го нарекуваат овие полноглавци, така наречени политичари во нашата држава. Што сакам да кажам сето ова? За разлика од тоа, проверете како изгледаат инвестициите од Кина во државите кои што се моментално дел од Belt and Road иницијативата. Па и ние треба да сме дел. Па да, ама не ни дозволуваат.
Нас Србија, накалене ни дава. Бугарија ќе биде, ние нема биде. Да, ние чекаме, значи замислете која банална ситуација се наоѓа во нашата држава. Нас амбасада ни одлучува за иднината на нашите поколенија. Амбасада на држава која што пак ќе напоменам, терористите кои што колеа македонци во 2001 година ги наместија да бидат ваши министри за одбрана, премиери, замислете, терористи од 2001 година, а ние уште се колнеме во главниот стратешки партнер на Македонија. Па добро, ја пак ќе кажам, овој народ, ја не можам да разберам колку трпи. Значи секоја чест ние онаа границата за Трпение болка ние, спасение. човече. Значи садо мазо до максимум, секоја чест. И само да напоменам целата оваа ситуација. Но ние не. Значи, ние на некакви си ветувања дека само уште името, само уште знамето, само на пупете се уште еднаш, само уште ова, само уште она, и ние уште, значи, замислете, само една банална работа која што јас до ден денеска не можам да разберам. Ајде вака сега, да поразговараме за ДПШНЕ. Не ги нарекувам ДПМНЕ, затоа што не заслужуваат. Сега ќе ви кажам зошто. Која е кратенката на ДПМНЕ? Која што верувам дека поголемиот дел од армолепците во нивните штабови не знаат што значи. Демократска партија на македонското национално единство. Тоа е партија која што во почетокот го ставила ова како дел од нејзиното име. Кој е македонското национално единство? Тоа не се зборува само за Штип, Прилеп, Тетово, Гостивар. Тоа се зборува и за Егејска Македонија. Овдека се зборува и за Пиринска Македонија. Овдека се зборува и за езерските делови кои што се окупирани од Албанија. Што сакам да ви кажам се тоа? Оваа партија се дрзна да прифати договор со кој што ние целосно се откажавме од нашите национални малцинства во Гејлада на југ и во Татаро-Монголија на исток. Дали сте вие навредени од тоа како јас се однесувам или изборувам, тоа е ваш проблем, не ме интересира. Доволно е од тоа што сите се навредени, само ние не сме. И сакам да кажам дека со ваква влада која што признала таков тоа не е капитулација, тоа е полошо од 1945 година што подпишале швабите. И сега разговараме ние за некаква си иднина, за каде е овдека проблемот? Ние се менуваме постојано или Мујо или Хасо е на власт. Значи постојано си или Мујо или Хасо и ние. Цело време трагикомедија. Како вика Алберт Ајнштајн, вика да ги правиш истите работи постојани, да очекуваш различен резултат е еднакво на лудило, исто како нашата ситуација. Да. Ајде одиме малце по-технолошки. Колку дигиталната безбедност станува ново боиште во геополитиката и дали вештачката интелигенција ќе стане клучен фактор за воидната глобална доминација? Па, Само знаете, да подсетам, сега Да, бев кој? во Кина и во Кина вештачката интелигенција е буквално друго ниво. за све се користи. Да. Такси, и тоа такси кои што летаат, да не забораваме уште побитно. И да не збориме, ни правеа шоу со 10.000 дронови, па слики ти прават 3D, миде. За останат комунизам, човече. Како можеш да се инспирираш од тоа? Значи, сум бил пред 20 години во Америка, колку може ти од за тие 20 години исто е таму останато, мислам дека. А како исто си бил и у метрото, да прошли сме. Не, може да е поскапано само. Сум бил у Флорида Не е и скапано. и во Џорџија сум бил, Си во гледал Атланта. The Walking Dead. Нема потреба од гледаме било какви слики. шминки, можеш само да се симнеш доле и да снимаш. И успоредба со Кина, Кина е 50 години понапред од Америка. А од нас да не збориме. Грешка си, брат. Реално. Тоа насител го нема. Не е така. Сега ви Ама они знаеш кога снимаат во Вашингтон, снимаат кај што е нели палата, кај што е конгресот. Кај што Мицко го чека да, Трамп таму е најбитно, да. На чергичето, Да, кај што му пее. точно. Кај што не знаат ни кои граѓани на која држава, па испадна Бламов од типот Крис ке ни помогне, а Крис уопште не е од таа држава. Канаѓанец. Али добро. Па добро, сега тука се едно до друго на карта. Во периметарот на Трамп. Точно. Канада се ќе стане 51 држава. Ете, ма гледаш, значи тоа е проактивно. Значи ти се надеваш дека тоа ќе се случи и тогаш веќе ќе биде друга ситуација. Но да се вратиме на самата ситуација околу прашањето. Значи, види, јас блокчейн технологијата би ја нарекол еднаква на нуклеарно оружје. Зошто го велам ова? И со вештачка спој. Вештачка интелигенција е веќе второ прашање, али прво околу блокчейн, зошто ќе објасниме зошто се толку поврзани. Значи блокчейн технологијата, зошто велиме дека е еднаква на нуклеарно оружје. Во 1945 година, па понатаму до 1900, да речем 70 и пак некои највисоки критични точки во времето на ладната војна, нуклеарното оружје представува што? Представува нешто што сите сакаат да го имаат. Значи, во 1945 година, да бидеме реални, трката за Берлин била кој ќе успее повеќе нуклеарни физичари да на некој начин киднапира, русите или американците.
Зошто го велиме ова? Затоа што оној кој што ќе успее да направи прв нуклеарна бомба, тој не победил, тој го освоил светот. Така, ако другата страна нема соодветно оружје кое што ќе одговори на ова, да речем, сосема нова технологија која што целосно го менува борбеното поле, вие автоматски веќе сте во втор план и сте на милост на другата страна. Дали не мислиш дека сега хиперсоничното оружје го има тој момент? Со нуклеарни глави. Зошто? И сега ајде да се вратиме сега на блокчейн, па ќе зборуваме за тоа. Империјава го нема. Го нема, ама тоа не се кажува. Не се кажува тоа. Али за останатите, али на вестика е за останатите ирачани под санкции, нели кои што не разбираат, они живеат во пештери, како кога гледаш американски филм, како изгледа Иран. Две камили, пустина, некое шаторче такво закржлавено, ме разбираш? Со Јемен не може да излезе така. Кога ќе видиш како изгледа Иран, уствари сваќаш дека станува збор за комплетно друга ситуација, така. Но пак тоа е таа пропаганда. Ние се наоѓаме под западната, нели, амбрела, чадор, кај што они ни сервираат кои ни се партнери, кои се добрите страни, они се оската моментално новите нацисти. Но околу блокчейн технологија да се вратиме, зошто велам? Што рековме на самиот почеток? Ако економското поле е шаховска табла, а биткоин се наоѓа надвор од шаховската табла, комплетно надвор од нивните, да речам, во оваа ситуација правила, вие, тоа јас верувам до ден денеска, верувам дека главната причина поради која што адаптацијата на биткоин во Америка е на толку брзо и ненормално пресврт добивме во оваа ситуација, е токму тоа. Они видоа дека другата страна го користи биткоин и они тоа не можат да го запрат. И знаете како, јас верувам дека многу малку ние знаеме за тоа колку другата страна ја користи блокчейн технологијата. Пошто не се фали ко американци. Така, они не се ненормални. Не се фалбаджи. Тоа е како да ви кажам што ви правам, а тоа е комплетно, нели, противпродуктивно на тоа што вие се обидувате да го направите, да ме санкционирате и да ме спречите во таа ситуација. И сега овдека да го поврземе тоа со Кина да се ко американците фалбаджи за све што имаат ќе биде. Па самиот факт дека вие немате појма колку злато скромни се, мирни се, Точно. така. И, ама тоа е нели нормално, тоа е направено со причина. Еве прост пример. Никој до ден денеска нема апсолутно никаква идеја колку злато има во Кина. Од друга страна, американците, почнувајќи со Орангутанус американус, се фалеа дека ќе проверат колку злато има во Форт Нокс. Проверија ли? Бидно е нешто тоа, не Па знам. нормално дека не. Нели, Ако ќе фали влагаше таму, маск таму. ако фали таму, тоа што правиме? Значи тоа он може да го прикаже како леле гледа колку сум јас проактивен и сакам тоа да биде јавно, тоа ќе биде апсолутна катастрофа за нивната економија. Кога ти златото кое што постојано зборуваш дека го имаш за, нели, подкрепување, не е овде. Па чим не кажуваат индикатор ми е тоа дека нешто има. Ама таму. гледаш како се заборави. Сега е многу побитно што се случува во Саудиска Арабија, колку договори направи. Авион му дале. Точно. Ама авионот е сега многу битен. Сега ќе се зборува колку соби има авионот, каков джет користи, колку е Златни брз. шолји може. Точно. Значи тоа е таа, знаеш како, овие светски медиуми јас ги нарекувам распрскувачи на фекалии. Тоа не се вести, се разбереме, тоа не се информации, тоа е пропаганда која што јас се обидувам тебе да ти ја пласирам, ама не. Во Русија има пропаганда. Нема на западот, се разбираме. Али знаеш како е само Вистината е пропаганда за нив. една споредба да направиме. Во Русија американски канали се дозволени. Во Русија гејропејски канали се дозволени, во Гејропа руски канали не се дозволени. На YouTube руски канали нема. Затоа што тоа е пропаганда. Али на друга страна пропагандата е во ред. Така, каде што се што е руско не чини. Ако им го забраната, аха, е авторитарен си, ваков си, таков си. Ама не знаеш како? Зборам ако Не се русиве разбираме. забранат нешто. Да, не се разбираме ја и ти у демократија. Значи демократија е кога јас ти забранувам нешто тебе затоа што Ти мене све не ми ми одговара. даваш, да. А обратно тоа не е демократија како што кажа, тоа е тоталитаризам. Но да се вратиме на поврзаноста помеѓу блокчейн и AI. Една многу интересна работа која што многу малку од луѓето тоа знаат. AI моделите или вештачка интелигенција е практично Агенти мозок сам AI. за себе во дигитална верзија. Зошто е толку битен блокчейн во оваа ситуација? Дали вие мислите, и тоа е веќе докажано, затоа што многу од овие, посебно во денешно време, се нарекуваат вештачка интелигенција агенти. Да, Тоа се- agent. Можеш ти да си направиш, сам да си направиш. И многу од нив се децентрализирани, што значи дека действуваат надвор од параметрите кои што вие сте ги поставиле до одредени граници кои што вие ќе му дозволите на самиот модел да се однесува. Во превод, тоа е како јас да имам сопствена секретарка. И сега како изгледа еден AI агент и зошто е тоа поврзано со блокчейнот? Тоа е како јас на мојата секретарка, која што е нели вештачка интелигенција агент, да и кажам, ќе те замолам може ли да организираш со таа компанија да ми купиш потребен ми е кревет за дома. Тоа е се што и давам на оваа, да речем, вештачка интелигенција за она понатаму. Сама да види колку е голема мојата куќа, колку потенцијално би бил големината на креветот кој што е потребен, каде би бил поставен, да се договори со компанијата како ќе биде Или да платено, ти каков даде тип на модел. избор колку, како Апсолутно компании, се. И сега каде е најдобриот дел?
а и агентите од досегашните тестирања никогаш не одбираат традиционални финансии за плаќање. Секогаш одбираат да платат во крипто. Исклучиво во крипто. Што значи дека самите вештачка интелигенција како модели веднаш разбрала која е нивото на кое што може да им верувате на традиционалните финансии, а кое е нивото на кое што може да верувате на децентрализирана технологија, кое што нели ден денеска ја сметаме за табу тема, нели ѓаволштини, глупости и така натаму. Пирамидална шема. Ма за жал премногу глупости има на пазарот за луѓето на вистина видат кој е потенцијалот на оваа технологија. Што значи дека вештачката интелигенција доаѓа веднаш после блокчейн технологијата и се неминуелно врзана. Дали што мислиш, дали може еден модел на вештачка интелигенција се направи комплетно на блокчейн технологија? Да не биде Не дали може, постои. Значи постои, да. Значи, а и агентите уствари постојат, не знам дали како блокчейн. Ама пак користат ChatGPT, пак користат DeepSeek, ме разбираш? Еве просто. Сакам зборам моделот како ChatGPT да се направи на блокчейн технологија. ICP, интернет компјутер. Да го изнајмуваш ти твојот компјутер како што закопаш биткоини, да го изнајмуваш да работи за моделот, и моделот, пошто нели трошат струја тие многу графики. Како што кажа и сам, да, зависат од овие централизирани модели на вештачка интелигенција. Nvidia што ги има овој оној. Ева га се. Дали може и да се децентрализира вештачката интелигенција? ICP, интернет компјутер, тоа е еден од проектите кои што нели инвестираме и ние, еден од најголемите проекти во криптоиндустријата. Успеа да направат децентрализиран модел на вештачка интелигенција во еден канистер. Тоа се практично меморија. Како функционира овој проект многу интересно. Они продаваат канистер. Значи не го продаваат, туку тоа е децентрализирана блокчейн технологија како шолчево, како USB, така. USB-то во него да речеме флеш меморија нека. 32 гигабајти меморија. Со тоа што разликата во ICP е дека во нормално USB ви имате само меморија во која што можете да ставите нешто, така како податоци. Овдека меморијата може да користите за значи целосно програмабилна во превод. Во неа може да направите уште еден цел блокчейн кој што е во самата таа меморија, може да направите само да ставите некаков тип на датотеки. И во исто време што направи они? Они успеа да вметнат цел децентрализиран модел на вештачка интелигенција во оваа така речено капсула од меморија, кој што е слободен да действува нормално во параметрите, зашто во спротивно овие вештачки интелигенции може да одлучат да ги пробијат нуклеарните шифри на Мурика, така. Значи, во оваа ситуација целосно децентрализиран на страна од ChatGPT, на страна од сите, како што се барат овие централизирани модели на Nvidia и така натаму. Од друга страна, постојат напори. Веќе се работи на тоа и дефинитивно. Веќе има некој резултат. И многу поголем успех. Пак, знаете како, за вештачка интелигенција, вака би рекол, ние немаме апсолутно појма кои се последните модели на вештачка интелигенција. Зошто? Овие типови на технологии, прво секојаш се користат каде? Во војска, во воената техника. Први таму се тестира. Значи, пак ќе кажам, тоа што моментално го има развиено Nvidia, Google и така натаму, последните верзии за нас нема да бидат достапни, ја верувам, во наредните 20 години. Додека за разлика од тоа, зашто повторно блокчейн технологијата е еден чекор понапред. Постојат компании како FET, знаете и сами, така. Тоа се да речем корпорација составена од 4 различни проекти кои што сами по себе се обидуваат на децентрализиран начин да развијат вештачка интелигенција. Со тоа што ова го прават на блокчейн технологија во превод. Кога вие гледате модел како што е ChatGPT, вие апсолутно немате појма како функционира во позадина. Вас не ви е дозволено да погледнете како изгледа неговиот програмски јазик, програмирање, како функционира едноставно. Вас ви е само како добивате некој интерфејс на кој што вие може да поставите прашање и тоа е тоа. И ако сакате потенцијално да добиете некои дополнителни права, тоа е нормално ограничено во однос на тоа колку ќе платите и колку смеете да добиете дополнителна, да речем, моќ на овој вештачка интелигенција модел. Разликата во блокчейн технологијата кога станува збор за ваков тип на проекти како FET, самиот проект по себе. Тоа е Artificial Intelligence Blockchain Alliance. Така речено, тоа е 4 проекти кои што под еден токен заедно соработуваат. Кои проекти се? Ocean, FET, AGIX и четвртиот стварно не се сеќавам, четвртиот беше, не се сеќавам на името. Сите се блокчейн технологија. Да, со тоа што Ocean и FET представуваат сами по себе блокчейн вештачка интелигенција проекти. AGIX представува децентрализиран пазар каде што може да разменувате и купувате модели, развиени модели на вештачка интелигенција и последните стварно не се сеќавам сега како беше името, зашто има повеќе од 10.000, знаете како не може да ги памтите сите, се уствари хардвер провайдери на хардвер така речено технологија. Во оваа ситуација зборуваме графички за карти. Да, така, кои што може да ги користите за тренирање на вештачки модели. Така да
постојат, значи и тоа повторно, транспарентно. Вие можете целосно да го погледнете кодот, open source. Ја мислам овие ќе растат многу Да. у нареден период, од септември натака. Знаете зошто? Ќе врие тоа. И еве моментално сега не знам дали следите, мене буквално секој ден во позадина ми оди Bloomberg. Така Bloomberg е најголемата финансиска телевизија. Затоа што за жал блокчейн технологијата не е имуна на појавите во економскиот свет како што видовме во На последната вести, ситуација со лоши Трамп. вести, нова, но. И поради тоа, значи јас Ради човечка емоција тоа. наративот дека вештачка интелигенција е едината во целата оваа криза не престана. Значи и понатаму вештачка интелигенција е апсолутно на устата на секој од овие. Прост пример, во последната посета на Саудиска Арабија пред само еден ден на Трамп. Знаете ли кој беше едно од главните барања од страна на престолонаследникот на Саудиска Арабија? Да се дозволи купување на највисоко рангираните и највисоко оние компатабилни чипови, најдобрите кои што ги имаат за вештачка интелигенција. И Трамп потпиша резолуција со која што се дозволува на Саудиска Арабија да може да купи највисоко развиените чипови кои што ги има моментално. Од Nvidia, овие што се најнови. Очигледно. Добро, ајде со последното прашање. Како ќе изгледа светот во 2040 година од геополитички аспект и што треба да научиме од сегашните тензии геополитички? Вака Според сега. тебе. Па има неколку сценарија, не би можеле, тоа е една од работите кои што на каналот апсолутно одбиваме да ги направиме, тоа е да шпекулираме како конкретно би се одвивала работата во идниот. Тогаш шпекулираме две-три сценарија. Во ред, еве денеска нема проблем. Значи вака сега, ние се ногаме на апсолутно здив пред следна војна. Зборувам трета светска војна. Зошто? До сега не постои ниту една империја која што својот примат дозволила да го изгуби без војна. Како не постои? А тоа е, Советски сојуз. но не била никогаш, да се разбереме, Советскиот сојуз за жал никогаш не бил на прво место. Па добро, ама империја била, да речеме. Точно, повторно, Со веле договор сила, се, да. точно, да. И повторно, каков е заклучокот од тој договор? Но кога станува збор за број 1, значи за да бидеме реални, сега јас знаете дека сум на таа страна, јас Зборам секогаш у рационалност, да речеме дека Советскиот сојуз бил многу порационален отколку точно, сегашниве да, овие да. што се. И буквално Макар како тоа што били по заостанати светот, да речеме. Тоа дали У тој бил заостанат, момент. времето ќе У покаже. тој момент. Но да, знаете како, и тоа, геополитичките, да речем, циклуси на тоа кое владење е популарно, и тоа е на некој начин циклус. Се развива и владење. се менува. Но, пак ќе кажам, во денешно време, ако толку бил зостана, зашто никогаш не успеале да победат Русија? Апсолутно никогаш. Без разлика дали биле цела Гејропа, пола Гејропа, Мурика, Јапонија, Австралија и така натаму во времето на нели белата и црвената армија, каде што сите биле на страната на белата армија, никогаш не успеале да победат. Заостанатиот комунизам, така? Зборам у смисла на перцепција. Во светот, да речеме. Најдобрата опција според мене. Значи, пред само 2 години имаше една слика која што јас верувам дека ќе биде дел од историјата. Каде што Путин заедно со Ши Жинпин се ракуваат и тоа е една реченица која што верувам дека ќе биде запишана во историјата, барем во мојата дефинитивно. Вели, пријателе, нормално Путин зборува со Ши Жинпин, ова што ние го правиме не е видено во светот повеќе од 100 години. Што не е видено во светот повеќе од 100 години? Приматот на претходната империја, од Англија кон Америка, така? Да. Со тоа што овдека конкретно они направија? Во моментот кога сите веруваа дека тоа е тоа, ќе колабира Русија, сега ќе ја победат како и многу пати претходно, што се случува? Вие имате ситуација во која што глупостите на западниот свет успеа да го забрзаат растот на БРИКС. БРИКС претходно, пред да се случи војната во Украина, имаше самит еднаш во 3-4 години. Како форум некој беше, како Полека, без немаше никакви... одлуки некои големи. Ние сега имаме самит на БРИКС секоја година. И тоа да не забораваме од каде се тоа Нови потекнува. членки, заинтересираност огромна. Моментот кога ги влегување. замрзна 300 милиарди долари, тоа е капитал директно поседуван од рускиот народ, кој што бил вложен во белгиските Суверениот така, капитал. и сега они тоа го замрзнаа као наводно да ги казнат. Но погледнете што се случува овдека, тоа што никој не ви го кажува. Со тоа вие покажувате на целиот свет дека кога сакаат, можат преку оваа резервна валута која што поседуваат само западните сили, да ве контролира. И сега вие што им кажувате на сите останати лидери во светот кои што не се дел од оваа неоколониалистичка, не заборавајте. Значи ние за жал тоа што никош не можам да разберам, македонците се нација која што знае за сопствената историја, која што знае што се случува во минатото. Ние се стремиме кон колониалисти.
Значи ние се стремиме кон луѓе кои што буквално, еве, да ве потсетам, ако не знаете, проверете. Белгија, најголемото село во Европа, кое што моментално е најголемата демократска лулка во Европа, до 1950 година имала зоолошка градина за црнци. Најголемата демократија. Зоолошка градина за црнци има слики, проверете. Додека во исто време во Југославија, во СССР, во заостанатите од комунизам, истите тие црнци доаѓале за да станат инженери, доктори, да се вратат во сопствените земји и да ги изградат. Сакам да ви кажам, ние се стремиме кон ова стока империалистичка, тоа е жално. Сега да се вратиме на самата тема. Зошто велам дека ова е крајно нормално дека никој од тие колонии нема да се стреми кон Европа. Моментално ние гледаме ситуација во која што Франција на клоци е избркана од незините бивши колонии. Тоа е вратка од страна на Русија со цел во ред, чим сакате да влезете во И Русија. тие два чека бившите колонии да избракат, Русија само им И помага. овдека со поддршка на Русија и тоа преку овие што сите ги мразат, нели, платениците од Русија, успеа на клоци да ги избркаат французите. Зошто до ден денеска Макрон е толку за војна, да продолжи војната? Затоа што они успеа нешто со векови што не успеале, да ги избркаат сите воени сили од француските колонии. И сега, ние во целата оваа ситуација, каде што гледаме дека целиот свет, на оној свет кој што се раѓа, конечно овие земји без колониализам имаат шанса да се развијат. Они досега немале шанса да се развијат. Тоа што некој ти каже дека брегот на слоновата коска и сите овие земји кои што се наоѓаат таму, Чад, Мали, Сахел, да. значи дека биле слободни, тоа нема никаква, апсолутно никаква врска. Сега ќе кажам зашто јас имам другари од овој регион и тоа посебно од Тунис, Алџир и Мароко. Арапи кои што со мене работеле по 1 година, 2 години, до ден денеска живееме на бродови. Што сакам да ви кажам со ова? Вели вака, многу од луѓето велат дека сме слободни, не сме. Сега ќе ви кажам зошто. Вика сите банки се француски. Образованието вика до средно е на арапски. Од средно натаму не постојат арапски книги. Ние мораме да учиме на француски. Француски е задолжителен јазик кој што ние мораме да го знаеме. Французите имаат привилегија во било кое време да отворат компанија, да прават што сакаат, значи како да се во нивна држава, се разбираме. И сега ние што во целата оваа ситуација? Ова е првиот момент кога се буди, како што кажеме веќе, оној биполарен свет. Ја не велам дека Русија и Кина се цвеќе за мирисање и дека ние треба конкретно се стремиме кон нив, но пак ќе ве прашам, ако имате ситуација во која што гледате дека една страна не губи, они се распаѓаат по сите шавови. Ви имате ситуација во која што они си ги вадат очите дали Америка ќе превзела Кина, па дали ќе го превзела Гренланд, па дали Европа ќе го дозволела тоа, а од друга страна имате хармонија. И тоа не е само на камери, ние гледаме ефективно дека тоа се случува. Значи, имавме вести на нашиот канал, ако имате време погледнете ги, тоа се вестите за БРИКС пред следниот самит во Бразил. Значи не е само на хартија, не е само као овие влегле, не, напротив. Значи ние имаме ситуација во која што сите членки на БРИКС во последните години, да речеме би рекол во последните 4-5 години, максимално го зголемуваат тргувањето во самиот сојуз помеѓу себе. Зошто? Сваќаат дека не можеш да зависиш од држава која што секој 4 години ја менјува својата политика. Секој 4 години. Тоа што кинезите постојано го зборуваат. Ние имаме политика која што е јасна за наредниве 100 години. Да. Вие имате политика која што утре Трампу ќе се разбуди со телефонот и ќе ја промени. Денеска е на едната страна, утре е на другата страна. Значи, пак ќе кажам, и сега во целата оваа ситуација каде што гледате дека сите овие земји се стремат кон нов сојуз, надвор од претходните центри на моќ. Не, ние тропаме на вратата на Титаник додека другите веслаат и викаме да влеземе ако може, барем да видиме како е додека тонете. Ја мислам дека и Америка некако ќе се излече од цела оваа ситуација. Со година-две може некоја тешка работа, ама Европа, што ќе прави Европа? Ама они гледаш што прават, значи Европа што ќе прави? Тоа ги жртвуваш, да. Ма погледнете што се случи. Европа е тука најкапајата. Значи Мурика дојде, почна војна во Украина, така ги натера сите членки на НАТО да ја поддржат. Нема дали сакате или неќете. Еве да не заборавиме, значи според статистиките кои што ги објави Украина, сите тенкови на Македонија се пратени во Украина. Ние тенкови веќе немаме. Следен пат со Фиќо ќе ја браниме Македонија. И сега, сите овие земји, 50 така речено земји во и надвор од НАТО, со се што има помогнаа на Украина да победи во војната против Русија. Треба да сте комплетно ретардирани или да сте од запад. И сега, ајде да го заборавиме тој дел. Им го уништија најголемиот гасовод кој што носеше екстремно големи количини на газ, кој што ја правеше економијата во Европа и понатаму да биде функционална.
И сега што имаме ние? Еве погледнете, ова се само факти, јас не зборувам фиктивно како нашите политичари со некои басни и поеми. Значи моментално во последните 7 или 8 месеци економијата на Швабистан, Германија е во рецесија. Ама не виде Мерц што кажа, ќе направил најсилната армија во Европа, да. Да, точно. Ама не е само Германија, да не забораваме, овдека се сите останати, се разбираме. А тоа Мерц како планира да направи? Значи не е само да го кажеш луѓето треба да видиш што се случува по позадина. Зелена енергија. Со што? Зелена енергија, супер. Значи ги натераа да си ги уништат своите нуклеарни реактори. Сега немаат газ и плаќаат 3 пати поскапа струја, 3 пати поскап газ затоа што купуваат од нивните стратешки партнери американците. 5 пати. 3 пати, добро, може да се зголемило во последно време. И знаете што беше епилогот на сето тоа? Доаѓа Трамп и вика треба повеќе да купувате. Не е доволно ова. И наеднаш компании буквално си пакуваат парталите и си одат од Германија. Нешто незамисливо. Центарот на индустрија во Европа. Они си ги пакуваат парталите и си одат, ама тоа не ви го кажуваат на сител. Затоа вие не го знаете. Проверете, тоа е јавна вистина. За жал, јавна тајна. Каде е во целата оваа ситуација проблемот? Значи ја втурнаа во војна, ги унеспособија сите до тогашни ресурси кои што ефтино ги добиваше Европа. Да не забораваме овдека не е само Швабистан, а што правиме со северната афричка колонија, така наречена Франција. Од каде добива они ураниум? Франција е земјата која што има највеќе нуклеарни централи по глава на жител во светот. И Франција, за разлика од останатите, барем во оваа ситуација морам да кажам паметно, не си ги уништи нуклеарните централи затоа што бркаат некоја зелена агенда за разлика од Швабистан. Што се случува сега моментално? Претходно Франција, ова е исто така една интересна вистина, од Нигер, една од земјите кои што беше нивна неофицијална колонија, купуваше ураниум по 10 пати пониска цена од онаа на пазарот, ако не и повеќе. Нигер е моментално независна земја под, пак би рекол, со помош на Вагнер. Да се разбереме, големите сили се пресметуваат, малите сили се оние кои што страдаат. Но каде е овдека проблемот? Сега Франција не може да купи по 10 пати пониска цена ураниум на пазарот. Што значи дека Франција сега ќе мора многу да ги зголеми сметките за струја за собствените граѓани. Како ќе им го објасни тоа? Дека е изгубила колонијата? Цените на производите исто. Точно. И што сакам да кажам сето ова? И во целата оваа ситуација ние гледаме еден континент кој што не само сега во историјата бил зависен од туѓи ресурси, а тие ресурси веќе ги нема. И што прави Америка во целата оваа ситуација? Па добро, војната не е успешна, во тој случај ние сега ќе ги оставиме европејците и понатаму да поддржуваат Украина, а ние директно ќе преговараме со русите. И знаете ли дека моментално се преговара за тргање на сите санкции на Русија од енергетскиот систем? Во исто време Путин и Трамп се договараат за заемно користење на Северниот пол. Што значи само прашање на време кога не само на збор, туку Америка ќе ги превземе и Канада и Гренланд. Тоа не е само идеја, тоа се случува активно, го гледаме моментално. И кога тоа ќе се случи, вие имате ситуација во која што Русија и Америка, уште една партија на шах не успеале, тоа е тоа, почнуваме одново, пиуните, коњите, ламферите и топовите се надвор од таблата, а тоа се нормално членките на Европа или спахиите на Мурика, и Мурика и понатаму си продолжува и уште, многу поинтересно, во многу подобра геополитичка позиција, затоа што е пред потенцијален успех да ги абсорбира или нели Аншлус, што е забрането, Гренланд и Канада, за да ги заштити. Само уште не знаеме од кого ги заштитува. Руси. Од пингвините. Од пингвините на Северниот пол. За да добие што? Нема пингвини на Северниот, извини. Добро, да, ево, поларните мечки, како и да. Значи, Северниот пол, како што знаете и сами, е разделен со Конвенција на Обединетите нации, во однос на тоа која земја е најблиску, има одреден процент од онаа замрзната површина. Зошто е толку битен? Тоа е една работа која што многу малку се зборува. Прво, со топењето на овие санти лед, мраз, значи имаме отварање на нови рути, кои што се многу пократки помеѓу Европа, Азија и Северна Америка. Второ, имаме ослободување на огромни количини природни гасови, кои што знаете и сами се многу скапи, нафта и тоа највредни и најретки минерали. И сето тоа, моментално Америка има само волку. Знаете зошто? Затоа што поседува само Аљаска. Но кога ќе поседува Канада и Гренланд, ќе има 50% од Русија, колку што има и Русија. А Русија, за разлика од Гренланд, Канада и Аљаска, има целосна инфраструктура развиена заедно со кинезите во последните неколку декади. Русија веќе тоа го користи. Америка таму има северен пат за со лед, и има најголема флота на така нуклеарни и мразокршци. Што значи дека на Америка тоа е главната цел.
отидоа спахиите од Геропа, заврши таа приказна. Ама ние тропаме Титаник да го отворат да се сликаме на палубата. Тоа е тоа. Ви благодарам за вечерашната емисија. Се гледаме некој нареден пат. Утре задутре убаво да си поминете на конференцијата, што ќе биде. Ќе гледам да поминам и ја, па се гледаме. Благодарам на гледачите. Благодарам на сите. Продолжите и гледате Црвените вести во соработка помеѓу Redcast и Криптогемиџија и благодарам за гостувањето. Се гледаме во некоја наредна епизода. Поздрав!